Почитуван подпредседателе, почитуван председателе на владата, почитувани министри, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници. Имам две пратенички прашања до министерот за внатрешни работи. Првото прашање: почитуван министре, јавноста одамна знае дека нема систем, дека Министерството за внатрешни работи не функционира и дека граѓаните се оставени буквално сами на себе. Состојбата е сериозна и алармантна. После толку жртви, убиства, насилства, 5 тони дрога преку граници и целосен распад на безбедносниот систем, се отворено суштинско прашање: што уште треба да се случи? Премногу човечки живот изгаснаа, премногу семејства се уништени, а секоја нова трагедија е нов доказ дека Министерството за внатрешни работи под ваше раководство не функционира ниту како превенција, ниту како заштита. Во Прилеп беа запалени 24 возила, опожарен ноќен клуб, во дворот куќа беше фрлена бомба, во друга беше поставена експлозивна направа, угостителските објекти станаа мегдан за насилство и оружени пресметки. Семејното насилство стана секојдневие, трагедиите се случуваа и покрај бројните претходни пријави кои институциите очигледно ги игнорирале. Млада жена и дете настрадаа во Скопје и покрај 12 пријави за насилство. МВР било слепо и глуво. Во Велес насилник уби жена и нејзиниот татко. Во Старо Нагоричен е серијски убиец, со години убивал жени додека институциите не реагирале. Во Кочани изгаснаа 63 животи, а до ден денес нема вистинска одговорност. 5 тони дрога поминаа преку граница без никаква контрола. 5 тони дрога поминаа, се уште нема никаква одговорност. Брутални тепачки и врстничко насилство се случуваат во училиштата. Јавноста беше потресена од случајот со брутално насилство врз девојче во Скопје. Грозоморни случаи на злоупотреба на малолетници се случија во Скопје, Гостивар и Неготино. Превенција нема, одговорност нема. Во последните години, со власт на чело на Министерството за внатрешни работи, Македонија живее во страв, несигурност и насилство кое стана секојдневие во училиштата, во домовите и на улиците. Системот е ставен функција на заштита на власта, наместо за заштита на граѓаните. Полицијата е партизирана и претворена во инструмент за заштита на власта и за пресметка со политичките неистомисленици. И сега, после целиот овој распад, Македонија се соочува со тежок безбедносен скандал, откога сме земја членка на НАТО. Сомнежи за протекување класифицирани информации, државни тајни и НАТО документи од кабинетот на претседателката на државата. Скандал сам по себе говори за безбедност и пропусти и од тоа бегање нема. Оно што е најскандалозно е дека обвинителството со месеци барало обезбедување на докази, електронски податоци и снимки и видеонадзор од Министерството за внатрешни работи. Но Министерството за внатрешни работи не постапувало. Постапувањето е по пријава на крајот на минатата година за настан во ноември. Сега сме мај, речиси, поминати се веќе 6 месеци. Тоа значи дека вашето МВР, со тоа што со месеци не постапувало по наредбите на ЕО-ГОК, за обезбедување докази во случајот директно е обструирало истрагата. Дополнително, поразителен е фактот што вработени во самото Министерство за внатрешни работи преку анонимни пријави, преку медиуми алармираат за шпионажа и заташкување. Што покажува ова? Дека работата не е наивна воопшто. Затоа јавноста заслужува директни одговори, господин министер. Дали господин Тошковски сега ќе понесе одговорност за целосниот распад на безбедносниот систем? Од насилства, преку 5 тони дрога, до најновиот скандал со можни протекување на државни тајни и НАТО документи, дали, господин министер, чувствувате морална и политичка одговорност за состојбите во Министерството за внатрешни работи? И дали конечно ќе понесете оставка? Второто прашање исто е до министерот за внатрешни работи. Македонската јавност со месеци сведочи на скандалозното несување на вице-премиерот Арбен Фетај, кој наместо на работа јавноста го гледа на патување низ Тајланд и Азија, додека владата молчи, а граѓаните плаќаат. Со месеци не присуствува на владини седници, со месеци не дава отчет пред јавноста, со месеци не се појавува таму каде што треба да извршува функцијата за која зема плата од граѓаните. Го нема и во собранието каде треба да одговара на прашања од самите народни избраници. Но покрај тоа се плаќа од страна на граѓаните, функцијата си ја ужива, фотографиите од Банкок се тука, ја ги македонската јавност ги има видено, министре, и вие да ги видите. И денес граѓаните со право прашуваат:
Дали законите во оваа држава важат за сите или само за обичниот народ? Секој кој не е функционер не би бил вака толериран на работното место. Секој во ваква ситуација би добил отказ. Но кога вице-премиер со месеци не оди на работа, тогаш очигледно се е дозволено. Тој понатаму зема целосна вице-премиерска плата и ги користи сите бенефиции на функцијата, иако со месеци не е присутен на своето работно место. Особено странно што човек кој треба да биде, замислете, лице за добро владење, отчетност и институционална култура стана символ за неодговорност, ароганција и потценување на граѓаните. Затоа јавноста има право да знае дали Арбен Фетаи и понатаму користи полициско обезбедување на Министерството за внатрешни работи, иако фактички не извршува функцијата. Колку полициски службеници се ангажирани за негово обезбедување? Дали припадници на МВР патувале со него во Тајланд и други азиски држави? И конечно, дали владата и МВР сметаат дека е нормално граѓаните кои да преживуваат во услови на инфлација, сиромаштво и милиарди заложувања да плаќаат обезбедување, службени привилегии и луксус за функционер кој очигледно повеќе време поминува на екзотични дестинации отколку на своето работно место? Затоа граѓаните денес бараат одговори, господин министер. Дали МВР институција што треба да ги штити граѓаните или приватен сервис за функционерите кои не работат, уживаат привилегии на товар на народот? Граѓаните заслужуваат одговорност, а не ароганција и потценување. Благодарам. Благодарам за прашањата. Двете беа